Здраво живо, драги слушатели и гледачи. Денеска се враќаме повторно со древномакедонското писмо, за кое денеска ќе позборуваме во една друга димензија, каде што ќе пробаме да објасниме каде се кријат слоговите на кои што се базираше тогашното некогашното древномакедонско писмо и каде тие слогови се кријат денеска во нашиот модерен јазик. Но пред да почнеме со тие податоци, на почетокот ќе дадеме еден цитат од зачетникот на модерната лингвистика Фердинанд де Сосир. Во 1910 година тој има одржано предавање за генерална лингвистика, инаку тој од Швајцарија, и на тоа предавање, меѓу другото, има изјавено и следново, цитирам: "Пред латинскиот постои временски период во минатото кој што грчкиот и словенскиот го делат заеднички. Значи, ова ја вклучува историјата на јазичките семејства како и кога е релевантно." Фердинанд де Сосир. Сега, она што е погрешно во овој историски цитат од таткото на модерната лингвистика се екзонимите грчки и словенски. И двата не постоеле во времето за кое зборува Фердинанд де Сосир. Значи, во антички времиња такви термини немало. Никој тогаш не се изјаснувал или се кажувал дека е грк или па не дај Боже словен. Тоа се покасни измислици на модерната историографија. Но да се вратиме на древномакедонското писмо. За да најдеме тука некоја врска помеѓу денешниот македонски јазик и тогашниот пред 2300-400 години, треба да ги побараме слоговите, затоа што тоа писмо што го дешифрирале, декодирале Тентов и Бошевски е слоговно писмо. Ние денеска пишуваме со азбука, не пишуваме со слогови. Тогашните символи представувале слогови, а не букви. Еден таков пример до ден денес го среќаваме во еден толку познат збор, но со подзаборавена слоговна структура, како името, тој зборот година. Што значи година? Ако го разложиме на слогови, ќе видиме дека е го и дин. Дин е старо име за ден. Се наоѓа кај етрурците како тин, се наоѓа во латинскиот и во други како диурно во латинскиот и италијанскиот, што значи дневно. И кај нас по превод година е, значењето на година е голем ден. Или дни во множина, што викаме денеска, нели, за денови или години. Понатаму, кај Хомер има збор кој што се користи ден денеска со многу малку изменета форма. Кај Хомер наоѓаме удата, што е вода или водата. Во наденешен македонски јазик е водата. Значи, по старата форма на овој слог, денешен што го изговараме ние во е у, и ден денеска можеме да го пронајдеме и да го видиме во зборот удави. Значи, не викаме водави, него удави. Се удави во уда или вода. Дека во и у се заменливи едно со друго, можеме да видиме и во говорните форми удоле и угоре. Исто така, ус е слог кој што се користи за качување нагоре, значи, наместо во е у. Така, например, имаме уста, не е воста, него е уста, успение, успех, узводно. Тука спаѓа и дори зборот врне,
кој што фактички В-то порано имало функција и на У во латинскиот јазик, например, така да урне, тоа што паѓа од небото се урива, урнува, прешло во врне во македонскиот денешен јазик. Понатаму, еден друг збор кој што исто така крие слоговно потекло е зборот трон. Тој произлегува од еден поедноставен објект, тоа е троножецот. Значи, во давнешни времиња, првото што го измислиле како столче за да седат, немало 4 ногарки, имало 3 ногарки, секогаш било полесно да се направи столче со 3 него ли со 4 ноги. И од таму доаѓа зборот од троножец, нели, како троножно столче, доаѓа зборот трон. Триумф, исто така како збор, е исто од повеќе слогови. Овој збор е означувал на времето, се изговарал триамво и била химна на Дионис, богот на виното. Значи, неговото, веројатно тогаш слоговно име било Во, со долго, и 3 пати неговото име се извикувало. И Триамво, понатаму, во латинскиот јазик преоѓа како Триумпус и денеска се вика Триумф. И исто така мораме да нагласиме, тоа можете да го видите и на интернет, дека овој збор Триумф или Триумпус латинскиот, најтим онлайн ако отворите, например, за потеклото на зборот, точно кажува дека овој е поземен збор од предхеленски јазик. Значи, нема врска со така наречениот грчки или којне јазикот. Наједноставна форма разложена, која што може да се објасни и да се види толку предносно и стално за потеклото, слоговното потекло на денешните зборови е зборот дома. Тој доаѓа од спојување на двата слогови до, значи во близина на нешто, и ма, мајката. Денеска викаме мама, затоа што се повторува слогот 2 пати заради почит голема и воспевање на името на мајката, затоа што ма во праисториски времиња, во давнешни времиња, била и така наречената големата Божица мајка Ма. За неа имаме многу докази во Говрлево, во археолошките наоѓалиште во Говрлево, во Породен и тука во Скопје во Тумба Маџари, каде што се најдени ископани незините олтари. Најверојатно, позицијата, тоест фигурата, формата на олтарот на која што е изваена големата Божица мајка, најверојатно е извадена и формата на почетната буква од глаголицата, тоест А. Затоа што А има и нумеричка вредност, во сите писма таа е број 1, значи првата. И затоа е веројатно позицијата на големата мајка Божица од овие древни жртвеници што се најдени, задржана како првата буква и бројната вредност 1. Друг еден таков збор, освен дома, друг еден таков збор што многу лесно можеме да видиме дека се состои од повеќе слогови, едноставни слогови, е народ. Тој, всушност, значи наш род. И со губење нашето, нели, за полесен изговор, се претвори во народ. За да видиме како лесно ги забораваме овие извори поранешни, како го забораваме потеклото на зборовите кои ги користиме. Тука издвоив еден пример што е многу интересен. Морковот, например, веројатно никој денеска не знае зашто го викаме морков. Но ако се свртиме малце кон српско-хрватскиот јазик, ќе видиме таму дека не се вика морков, него се вика мрква.
Зашто се вика мрква? Јас малце нешто истражував да видам тоа морковите што проблеми имале. Поранешните моркови, значи првобитните моркови, пред да бидат култивирани, хибридизирани и модифицирани, биле со мрка боја, со кафеава, темно кафеава боја, затоа се викале и мркви, значи имале боја како на секој корен што има боја. Кафеава не биле помаранчести, меѓутоа подоцна со селекција, култивација, одгледување и се добила таа помаранчеста боја што денеска знаеме. Иначе морковите биле кафеави, мрки, мргави. Како викаме и за кучето на пример денеска мурџо дека е куче што е некое темно кафеаво или темно сиво. Не викаме мурџо за бело куче. Друг еден збор што денеска исто така го користиме често, а сме го заборавиле потеклото на зборот од каде потекнува, е зборот собор, нели? Собрание, соборна црква и така натаму. Што значи собор? Собор едноставно значи собор. Значи, во поранешни времења, кога имало многу шуми, боровите шуми биле специфични, затоа што боровите дрвја, обично големите, каде што паѓаат игличките на боровите, под боровите е чистинка и нема растенија, нема џбунчиња, нема тревки, нема трње, ништо не расте, затоа што тие сами си ја чистат околината под себе со некој природен ваков хербизант или како се викаат тие хемиски средства. И обично под боровите просторот е чист, значи можете да седнете слободно, нема трева, нема џбунови, нема ништо. И собор останал како збор за каде луѓето кај што се собирале, нели, ке се поседнеле околу дрвото во круг и тука си разговарале, се договарале што друго све не правеле. Друг збор кој што многу едноставно можеме да го разбереме дека е составен од слогови е опиум, кој што и понатаму расте на овие простори, еден од најквалитетните во светот. Многу јасно ние можеме да разбереме дека тој го опива умот. Опиум. Понатаму пронедов еден збор во речниците што ги употребувам, тихопотамос. Објаснувањето на зборот е за останата вода или останат ракавец од река некој што останал заробен од пресушување. Значи, тихопотамос, тих поток на денешен македонски. Ние користиме, нели, Тихи океан викаме. А понатаму тих зборот се тврди дека е настанат од протоиндоевропскиот корен, дхе, така го пишуваат на интернет, дека седи мирно, стои фактички, застанува. Овој скриен континуитет од прастариот начин на комуникација може да се види и на следнава табела каде се споредени феникиското, крилското и етруското писмо. Сега нема да ги објаснувам сите овие еден по друг, пошто има разни објаснувања, разни читања на слоговите или буквите. Така, например, во глаголицата има азбуки, веди и така натаму. Но тука искористив и некои озвучувања која што ги дава грчката азбука, така наречената грчка азбука, како е, например, да го издвоиме зборот делта. Значи, сите знаеме што значи делта на реката. Но никој не помислил дека можеби тоа значи место каде што таа се дели на повеќе ракавци и формира делта. Во македонскиот јазик има логика, во другите објаснувања етимолошки кои што ги нудат западните лингвисти нема логика, затоа што
оние мислат дека ако според формата на делта во финикиското или така нареченото грчко писмо, дека тоа уствари било шатор. Демек им личи на шатор, па затоа далет или делта значело шатор. Тоа е така попровокативно тука што можев да издвојам. За сега толку, ќе се слушнеме во некоја следно издание, во некоја следна епизода. Поздрав многу.